Амар нова колекција на чанти, но од што се направи? Да, Александре, ова е нова колекција од чанти, но со малце по инаков изум, односно ова се чанти од камионски тенди. Од наша страна ќе видиме тенда која што е изложена и сечоци од нејзе, и од неја е направена чанта која што е функционална за секојдневија, за секој ден, што може да се користи и на точак, но може и на секакви услови да се користи, односно и на дожд, да се изведе таа тенда затоа што се тие водоотпорни. Јасно е дека издржливо и јасно е дека трпи секакви временски услови, но од каде ти текна вакво нешто? Од каде идејата? Сосема спонтано, како што и сите идеи ми доаѓаат така сосема спонтано. Работев во еден кафич, каде што имаше една камионска тенда изложена, исцртана веќе од уметници, сакаа да ја фрлат, мене ми беше некаква жал за неа и дојдов до таа идеја, ајде да направам торби од таа тенда, каде што искочија како едно уметничко дело и затоа сите торби што може да ги видите се уникатни парчиња торби. Како изгледа изработката на чанта од тенда? Постои ли некакви поинакви правила, потешкоти при изработката или е исто како да работиш со платно? Па, зависи од тенда, значи може да ја гледаме како различен материјал. Например, последната тенда која што ја се имав да ја работам, таа беше 25 години стара тенда и малце има предизвици со неа, односно мирисаше, имаше некој силен мирис нели на гума на ПВЦ. Тука процесот беше малце подолг, нели таа да ја исчистам од тие мирисби, од тие прљавштини, нели. Па тоа беше процес нели на спрејување, па лакирање на самата тенда и после нели додавање еден природен мирис за да мириса поубава. Така да секоја тенда ми е некако како различен материјал да работам. А како го додаваш тој мирис? Мирисот го менувам, значи со различни својства, односно последно користев еден спреј кој што го користиме за неутрализирање на мириси во кола, каде што со тоа прво го неутрализирав мирисот, а после искористив улја миризливи, кои што ги помешав со алкохол 90% и ги испрскав тендите со нели тој алкохол и миризливото улје. Како реагира публиката, луѓето кога ќе видат, забележуваат, може некој да познае од што е и што мислиш, дали ќе има интерес за вакви торбички? На прва не може да приметат и затоа и оваа тенда е позади мене изложена како еден вид на уметничко дело, за чисто да ја доловам онаа слика на луѓето дека од ова правам торби, нели? Секако и некои луѓе го приметуваат тоа ја гледаат цврстината на самиот материјал, но некако се радуваат дека од нешто се прави нешто, од ништо нешто односно се прави. И тоа ми е баш драго дека се навлага во одржување на самиот материјал. И виште за крај, кој сакаш да ги носи овие торби? Имаш ли замислено кој каков тип на луѓе треба да ги носат овој тип на торбички? За која мода припаѓа? Мода која што луѓе би сакал да ги носат, кои што би сакале да бидат уникатни во поглед нели на една мода, но и луѓе кои што сакаат нешто ново да пробаат, односно нешто не секојдневно. Јас со ова изложба сум на Fashion Weekend Skopje и тука има секаков калибар нели на луѓе, но драго ми е да донесам една новина во самиот настан, да луѓето предизвика нешто кај луѓето, нели? Така да оваа торба би рекол дека е за повеќето луѓе. Воедно сакам да кажам, правам и торби од кожа за мебел, со самата идеја за тие торби да ги привлечат постарата публика, нели? Затоа што сепак овие можеби торби не се за 50+, 60+,
затоа си играм исто кожа за мебел како материјал. Јас би додала дека ова се торби за луѓе кои што ја сакаат природата, со оглед на тоа што една тенда може да се претвори во отпад, а ти ја правиш во нешто, во едно модно парче. Благодарам за одвоеното време и посакувам успех за твоите нови парче. Фала ти, Александри, баш убаво ова што го кажа на крај. Свесноста кај луѓето ми е многу битна да се развие и кога ќе се развие за околината, свесност да се развива и за наш самите и внатрешно и надворешно. Фала ти.